Кристијан Милевски, проектен координатор од Social Impact Lab Скопје. Лабот кој што имплементира програми кои што се capacity building за социјалните предпријатија, македонски социјални предпријатија. Работиме на подобрување на нивните капацитети, издигнување на соодветно ниво, за на крај да бидат примамливи за странски импакт инвеститори. Во моментов ја започнуваме новата група акселерација за нормално македонски бизниси, социјални бизниси. Овој пат се 13 на број и овој пат оваа програма ја водиме заедно со одделот за техничка поддршка на Европскиот фонд на Југоисточна Европа, кој што го финансира целиот процес. Имплементацијата на целата програма е во рамките на Social Impact Lab. Во моментов се одвива првата фаза од целата акселерација, така да зрниме внатре како е. Јас сум Весна Козмановиќ, предприемач долги години, повеќе од 17 години. И заради тоа што докторирам во област на иновации, некако природен спој се направи да бидам лидер на преакцелераторските програми кои што ги организира Social Innovation Lab. Така да и оваа програма преакцелераторска која што беше организирана во соработка со Finance in Motion, јас ја воде во делот на обука практично на стартапите за бизнис моделирање и дизајн тинкинг. Споредено со сите претходни програми, оваа преакцелераторска програма можам да кажам дека беше од поуспешните, не заради друго, туку заради тоа што се чувствува веќе унапредување на целата стартап заедница во Македонија, дека полека се менува свеста на луѓето од овој екосистем, односно стартапите. Многу се поотворени за сугестии, многу се по-слободни во делење, односно споделување на нивните идеи, бизнис модели и така натаму, со тоа што практично се создава тоа чувство на сигурност во која што другите стартапи произлегуваат со собствени идеи за унапредување на бизнисите на коучесниците во програмата и така натаму, со тоа што кажува дека во Македонија навистина има развој на стартап заедницата, но во исто време е и показател дека треба многу повеќе да се вложува во креирање на комјунити, од стартапи, од луѓе кои што се експерти во одредени области и можат да придонесат за развој на стартапите, од невладини организации, бизниси и така натаму. Во акцелераторската програма, значи, се работеше по бизнис канвас моделот, ја поминавме супер, како што кажав, имавме многу добри стартапи кои што го имаат социјалниот елемент, кои што работат на унапредување на своите бизниси, но секогаш имајќи го на ум импактот кој што го прават врз заедницата, планетата Земја и така натаму. По акцелераторската програма која што заврши успешно, продолживме со менторската програма. Менторската програма значи дека стартапите во зависност од степенот на развој и имплементација на одредени бизнис процеси, модели и така натаму, им се доделува искусен експерт од областа за која што нели имаат некаков недостаток или проблем, за да ги води во процесот на унапредување, односно совршување на бизнис моделот и на имплементација на различни организациони, бизнис процеси и така натаму. Третата фаза е таа фаза која што ќе следи некаде после 15 јануари, во која што стартапите ќе се обучуваат за настап пред инвеститори, односно питчинг сесии. Се надевам дека и тоа ќе протече исто така успешно како и претходните две фази и да го заокружиме целиот процес со настап пред Investment Ready програмата во Виена.